Заедно со невладината организација Нулта толеранција за отпад преземаме една акција за собирање на електронскиот и електричниот отпад од цела територија на општина Карпош. Ги повикуваме сите граѓани кои што имаат електронски отпад или електричен отпад, било да се работи за стари шпореди, стари фрижидери, телевизори и клима уреди и така натаму, значи се она што не им е потребно да се обратат до секретарите на урбаните заедници и потоа ние со возило ќе ги собереме сите такви делови кои што ќе ни ги пријават граѓаните со цел да имаме почиста животна средина. Второ, тој дел од овој отпад е и опасен отпад кој што представува опасност од палење на депониите, од експлозиви и така натаму. Се со цел тие да се одложат, да се депонираат и да се уништат на прописно место како што е направено, како што е предвидено согласно законот. На ваков начин во општина Карпош ќе имаме почиста средина, граѓаните исто така ќе бидат побезбедни, во контейнерите исто така ќе се фрла отпад, оној што треба да се фрла комунален отпад, граѓаните што го имаат дома претежно, значи органски отпад, но не електронски и електричен отпад. И мислам дека оваа акција е навистина од корис за сите граѓани на општина Карпош. Значи, Нула отпад, лиценцирана компанија од Министерството за животна средина и овој пат поблиску до граѓаните, сега во општина Карпош, каде што имаме организирано заедно со општината на 28, 29 и 30 собирање од граѓаните, како што рековме, опасен отпад, односно електронски отпад. Ке планираме да ги организираме сите во нивните урбани заедници, значи најблиску до нив ке бидеме до урбаните заедници, сите оние кои што имаат помали апарати, да ги донесат во урбаните заедници, а оние кои што имаат поголеми, би ни се обратиле на телефоните и тие би ги собрале од самите нивни домови. Нели, имаме толеранција во тој дел заради пренесување, ради тежината и од луѓето кои што се, нели, претежно од стари изнемоштени лица кои што не можат да ги донесат.